Пожар изби рано утрово во сервис за возила на локација пред населбата Пинтија. Според сознанијата со кои располагаме, во сервисот имало автомобили, масло и запалливи материјали. Пожарот се разгорел околу 4 часот утрово, а интервенирале 8 противпожарни возила. Според снимките од видеонадзорот станува збор за подметнат пожар. На терен е колегата Срđan Стојанчов. Срđan, од утрово на социјалните мрежи кружат најразлични детали за инцидентот, но што велат твоите информации? Да, Александар, кружат различни спекулации, но за сега нема официјални информации кој и зошто би можел да го подметне пожарот. Од она што може да се види на терен, може да се извлече заклучок дека е избегната поголема трагедија по пожарот што изби тука во автосервис во населбата Каменик над Стаклара во Скопје некаде во 20 до 4 рано утринава. За среќа нема жртви, но направена е поголема материјална штета. Како што може да се забележи во автосервисот се изгорени 20 возила, а пожарот зафатил и дел од соседниот сервис од другата страна на улицата. Како што можеше да се види на снимките од надзорните камери, пожарот е подметнат. Се гледа како маж со качулка, кој не се распознава, се прекачува преку оградата, ги посипува со бензин возилата, ги подпалува и потоа бега. Дел од соседите со кои разговаравме се сомневаат дека човекот кој ги подпалува не е од населбава, затоа што повторно се враќа по истава тесна поплочена улица, наместо како што велат тие би можел да исчезне надолу во нивите. Разговаравме и со сопственикот кој не сакаше да зборува пред камера, но вели дека не му е јасно зошто ова се случува и оти не е во конфликт со никого. Како што може да се види тука, избегната е поголема катастрофа затоа што веднаш до сервисот има далновод, куќите се многу збиени, уличките се многу тесни и со брзата интервенција на противпожарната служба е спречено проширување на пожарот затоа што можел да ги зафати сите други куќи. Пожарот ноќеска ги исплашил комшиите, излегле сите на улица, а воздухот бил многу загаден затоа што во автосервис гори масло, бензин, пластика од автомобилите. Предлагам тука да ја чуеме изјавата на првиот сосед. Утринава се случи немил настан пожар, подметнување. Значи сите гледат и по социјалните мрежи дека веќе е идентификувано, него не лицето туку настанот дека е од човечки фактор намерно запалено. И сега не знам како да ви опишем, чувството треба некој сам да си го осети на своја кожа за да видите како е. Значи пожарот беше многу голем, имаше многу голем дим, пламени јазици, сепак овдека гореа пластики и гуми, што е лесно запаливо, а и тешко се гаси. Со оглед на тоа што живеете на 50 на метри, многу е густо населено, какво беше чувството кога се разбудите? Чувството беше, што да ви кажам, полицијата кога ме разбуди за да ме евакуира од својот дом, беше шок за мене. Прво кога видов дека пожар во прашање, не можеш да си поверувам. Но ете, сепак се деси и тоа. Тесни се уличките, полицијата реагираше навремено, пожарната исто така, за кратко време го локализираа пожарот и го ставија во контрола. Инаку, истрагата сега ги проверува надзорните камери и од другите фирми тука во регионот, ако може да го идентификуваат пироманот. Тој бега по ова уличка, подолу ни рекоа дека има друга фирма со надзорни камери, се обидуваат да идентификуваат во која насока избегал. Инаку, како куриозитет, по тесните улички, ако можевте и да видите на снимките, противпожарната возила едва и се повлече по оваа тесна уличка, а утринава само едно возило дошло по овој пат, а другите дошле преку нивите по земјен црн пат за да се приближат до автосервисот. Тоа е се што знаеме во моментов. Со повеќе информации би можеле да се вклучиме во наредните вести. Александар.